Решен хаосот во МВР, вадењето на личните документи вратено во законскиот рок. Сите граѓани кои ќе се сликаат денеска за 15 дена ќе ги добијат патните исправи, вели министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски. Апелира сите кои досега не ги замениле возачките дозволи со новото уставно име да поднесат барање, бидејќи старите нема да важат од 1 јануари. Да, тешко беше, да требаше полициските службеници да работат макотрпно, да работат и прва и втора смена, да дадат се од себе си, да работат и сабота, да работат и недела, но со огромна благодарност до нив успеавме да целиот тој процес кој што оние претходно го, како да кажеме така, вештачки создадоа заради неработење, успеавме да го разрешиме и успеавме да го вратиме во нормала. МВР работи и на олеснување на процедурите за вадење на личните документи, вели Тошковски, за по десетина години, кога ќе треба повторно да се вадат нови документи поради истекување на важноста, да не дојде до истите проблеми. За разлика од оние претходно, ние решаваме проблеми и гледаме колку што е можно да ја поедноставиме целокупната постапка, не само во однос на лични документи, туку и во однос на секој едно право кое што треба да го стекне и има право да го стекне македонскиот граѓанин. Во иднина ќе гледаме максимално да се фокусираме на развластување од аспект на дискрециони права. Сето на кое што го говориме за дигитализација во рамки на работењето на Министерството ќе биде насочено исклучиво само во таа насока. До сега се издадени 750.000 возачки дозволи, а треба да се променат уште 250.000 до крајот на годината. Обновени се 1.740.000 патни исправи и околу 1.440.000 лични карти.